Najnova vest, breaking news, daje se na znanje, se otvara najnovo ratište, така наречен фронт на кој ќе војуваат позиција и опозиција, на кој ќе се кршат копја, ќе се мерат патлаци, ќе се трча најважната трка во историјата, ќе се одлучува дали сме за змија да не апне или магаре да ни го бапне, ќе се бира од трите најдолгото, ќе се гледа чија нана црну вуну преде, која е поголема дунда, кој е најголем јунак и конечно ќе се борат Сојузот за Европа и европските модерни сили со се пичните жили. А каде се наоѓа тоа воено поле? Каде што без срам и перде, без жал, без политичка култура и морал, ќе се навредува противникот, ќе му се вадат кафеавите гаки со жуто од напред и кафеаве од позади, ќе се пуштаат порно снимки на високи владини функционери. Па тој фронт, тоа ратиште е, драги мои, Facebook и тук и таму YouTube, место каде без милост можеш да му го учукаш на политичкиот противник, со се мадина да му го збрцаш, до крај, да му речеш кого удрам не жалам и да ги објавиш сите гомнари кои ги имаш за него. Така богатејќи го Цукерберг да стане троа побогат, ќе се колиме на Facebook до последната капка крв, доека не победи посилниот. Ова нема да биде битка за многу пари, ова ќе биде битка за огромни пари, сега дадени на еврејчето што го дрма светот додека него сјебат овие од Јемен, пак да го бутнат, а потоа истите пари да бидат ограбени од буџетот на оваа јадна држава. Ама бате Саше, не би бил бате Саше ако не ве научам нешто ново. Мојот тим, во кој работат пекар, лекар, апотекар, пропали порноглумец, продуцент на цртани филмови за возрастни, копирајтер и копипаст уредник, јас и две кучиња, ви ја открива страната на која ќе можете да видите кој од политичарите или политичката партија колку пари троши за Facebook во оваа црна кампања. И сами можете да си пресметате колку тие пари се ваши или украдени од државата низ разни тендери. Линкот ви е долу под видеото. Само направете копи-пейст од секој ден и секој ден откривајте кој колку пари троши и поздравете го Александар Антич да не повикува многу на војна за неговите милион евра, затоа што имаме повеќе причини за војна за кои е тој директно одговорен. Тие негови фори нека му ги продава на калето кој му овозможи 25 години да се изживува и да ограбува еден народ во име на лажни каузи и не знам какви измислици. Ако мисли дека со неговите закани за војна вечно ќе молзе и ќе ограбува држава, да му кажеме една ВМРО-вска подобро ужасен крај отколку ужас без крај. Такви сме ние македонците, а стапот има два краја. Не може вечно да си во милостината, а се знае кој си и што си и се знае што прави твојата екипа. Не може бре да тортурираш цел народ и држава и да се вадиш на твоите спонзори. Трајало 25 минути или 25 години, еден ден доаѓа крај, затоа што штитејќи го твојот грб, грбот на твојот спонзор Калето е доведен до нула. Денес македонците го мразат Калето и Дуи само заради твоите ограбувачки и дискриминаторски дела низ сите овие години. Тие уништи Македонија, а тебе те поддржуваше Калето. Значи директно се криви за твоето владење. Ако те спасат и овој пат, јасно е дека сакаат да ја нема Македонија, затоа што Али и Дуи се канцерот на оваа држава. Ако канцерот не се отсече, а веќе е длабоко метастазиран, оваа држава ќе умре. Веќе е полумртва и на апарати. Ти сакаш да продолжиме да ти бидеме робови. Македонецот одбива да биде роб на Дуи и на секој што го поддржува. Завршен цитат. Нека игрите започнат, сите на своите места. Подобро гроб отколку роб. Најнова вест, breaking news. Daje se na znanje, se otvara najnovo ratište, така наречен фронт на кој ќе војуваат позиција и опозиција, на кој ќе се кршат копја, ќе се мерат патлаци, ќе се трча најважната трка во историјата, ќе се одлучува дали сме за змија да не апне или магаре да ни го бапне, ќе се бира од трите најдолгото, ќе се гледа чија нана црну вуну преде, која е поголема дунда, кој е најголем јунак и конечно ќе се борат Сојузот за Европа и европските модерни сили со се пичните жили. А каде се наоѓа тоа воено поле?
каде што без срам и перде, без жал, без политичка култура и морал, ќе се навредува противникот, ќе му се вадат кафеавите гаки со жуто од напред и кафеаве од позади, ќе се пуштаат порно снимки на високи владини функционери. Па тој фронт, тоа ратиште, драги мои Facebook и тук и таму YouTube, место каде без милост можеш да му го учукаш на политичкиот противник, со се мадина да му го збрцаш, до крај, да му речеш кого удрам не жалам и да ги објавиш сите гомнари кои ги имаш за него. Така богатејќи го Цукерберг да стане троа побогат, ќе се колиме на Facebook до последната капка крв, доека не победи посилниот. Ова нема да биде битка за многу пари, ова ќе биде битка за огромни пари, сега дадени на еврејчето што го дрма светот додека него сјебат овие од Јемен, пак да го бутнат, а потоа истите пари да бидат ограбени од буџетот на оваа јадна држава. Ама бате Саше, не би бил бате Саше ако не ве научам нешто ново. Мојот тим, во кој работат пекар, лекар, апотекар, пропали порноглумец, продуцент на цртани филмови за возрастни, копирајтер и копипаст уредник, јас и две кучиња ви ја открива страната на која ќе можете да видите кој од политичарите или политичката партија колку пари троши за Facebook во оваа црна кампања. И сами можете да си пресметате колку тие пари се ваши или украдени од државата низ разни тендери. Линкот ви е долу под видеото. Само направете копи-пейст од секој ден и секој ден откривајте кој колку пари троши и поздравете го Александар Антич да не повикува многу на војна за неговите 1.000.000 евра, затоа што имаме повеќе причини за војна за кои е тој директно одговорен. Тие негови фори нека му ги продава на калето кое му овозможи 25 години да се изживува и да ограбува еден народ во име на лажни каузи и не знам какви измислици. Ако мисли дека со неговите закани за војна вечно ќе молзе и ќе ограбува држава, да му кажеме една ВМРО-вска подобро ужасен крај, отколку ужас без крај. Такви сме ние македонците, а стапот има два краја. Не може вечно да си во милостината, а се знае кој си и што си и се знае што прави твојата екипа. Не може бре да тортурираш цел народ и држава и да се вадиш на твоите спонзори. Трајало 25 минути или 25 години, еден ден доаѓа крај, затоа што штитејќи го твојот грб, грбот на твојот спонзор Калето е доведен до нула. Денес македонците го мразат Калето и Дуи само заради твоите ограбувачки и дискриминаторски дела низ сите овие години. Тие уништи Македонија, а тебе те поддржуваше Калето. Значи директно се криви за твоето владење. Ако те спасат и овој пат, јасно е дека сакаат да ја нема Македонија, затоа што Али и Дуи се канцерот на оваа држава. Ако канцерот не се отсече, а веќе е длабоко метастазиран, оваа држава ќе умре. Веќе е полумртва и на апарати. Ти сакаш да продолжиме да ти бидеме робови. Македонецот одбива да биде роб на Дуи и на секој што го поддржува. Завршен цитат. Нека игрите започнат, сите на своите места, подобро гроб отколку роб. Ги гледам ова нашиве морални политичари и функционери, некаде околу 1600 души, шо пратеници, шо министри, заменици, директори, економски директори, се крлеш до крлеш, како веќе нели година дена земаат 78% повисока плата. За нова година си ја покачија за 400 евра, сега ќе им рипнала за 500 евра. Да цицаш од осиромашен народ секој месец по 2500 евра плата, а при тоа безочно да крадеш во земја која е најсиромашна во Европа, е безмалку абсурд и перверзија на столетието. Ова ме подсетува на најгнасните години од минатиот век во Чили и Аргентина, кога воените хунти си го уништува и ограбува собствениот народ. Потполно е исто. Слушам пред некое време еден функционер, нели, вели дека функционерите си ја заслужиле платата. Не им била подигната скоро 10 години. И тоа значило дека помалку ќе има корупција ако си ја кренеле платата. А гледам колку има помалку корупција. Навистина, стварно, кај се свртам има помалку корупција. Ама таму каде што се е украдено, кај што нема веќе што да се украде. Абе, кого прцате у здрав мозок, бе? Абе, вие сите заедно, пратеници, функционери и градоначалници, сте здружение на клептомани, на крадачи, на курвари. И тоа официјално со државен печат. Сложни попови кои во петок мрсат. Педерос дела манастирос. Шо би рекле шпанците? Или педери манастирски, преведена на античко-македонски јазик. Глас не пуштате, бе.
Само месецот да пројде на танкирате 2500 евра на сметка со платено пензиско осигурување. Се борци за држава. Ама само ние кога гинеме, а ние изгинавме бе, готово е веќе, се нема за шо куча да не гризне. Го гледам и Ќуркана и Обиджуко побарале лапанажа цела година, оти многу се преработија, додека беа нели министер и премиер овака. Малку изналапа за овие 7 години. Ќурка немал фирма, па затоа морал да лапа апанажа, додека не направил нели трансфер, додека не си нашол некое работно место. Шо очекуваш? Де Лаурентис ке те земе у Наполи? Ќурко една. Мисирко. Ќурко една. Ама колку си способен, изгледа Лаурентис ке те даја на Ндрангета. Знаеш кои се Ндрангета? Калабриската мафија, бе. Тие се сега по-брутални од овие Камора во Наполи. Che è successo questa sera? Cazzo con salama, tacce! Тие на Ндрангета. Знаеш кој ќе те грабнат? Кој ќе те напупат? Некаде на пучина ќе те напучат, на некоја пучина. Која ќе те најдат после Исончан? Да не ти треба веќе ниту денар од македонскиот народ, не засите на еден. Кацо ко салама! Ти ке си правил трансфери. Кој те сака тебе, бе? Единствен трансфер кој ти си го правил, го има кај Зоки Божиновски во Буре вестник. Треба да дзирнеш таму што пише човекот. Да види народот какви трансфери се правил со пари од државно акционерско друштво. А затоа ти се дереш ко ненормален. Победа! 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 И лупаш по тоа бината кој селско дајре. Ти се мислиш фудбалер, па нели кај трансфери, таму и навивање. А овој Обиджуко малку шкоди купи за овие 7 години, пуше 12 месеци да лапа плата по 2500 евра на терет. Копуци едни, селјаци бе едни, да не кажам од каде. 2500 евра до апанажата ви дојде, доека луѓе во умираат без капан денар. Ало бе, тоа што сте ненормални е за на психијатар, ама тоа што сте бездушни е за обвинителство и долгорочна казна у Идризово. И уште еднаш, децава ги лечиме со СМС пораки бе со пари од народот кои не сте ги успеле да ги ограбите. Наши лични средства на кои сме платиле десетици ваши даноци, со тие наши пари ги лечиме децата со СМС пораки. Каде ќе ви одат душите, бе? Продавачи на магла за ЕУ, каде што секој си има европска полиса и здравствена полиса и се лечи со неа, додека тука не дај Боже да те фати слепо црево во приватни болници ке ти збрчат 4000 евра за да те оперираат. Дали знаете дека овој систем на грабеж кој намерно сте го создале по пат на договарање со вашите партнери од ДУИ, овој систем на ограбување на државата, на несоздавање, на неградење на болници, на инфраструктура, на необезбедување болнички услуги, на исцицување на парите низ фиктивни фактури, 10-кратно зголемени набавки, ке мора еден ден да ве стави во затвор. Не може се да украдете, бе. Не може некој нелегално се да има, некој легално ништо да нема. Со онаквото во раце. Не може деца да не може да се лечат, бе. И не само деца, сите и возрастни и стари. Не може да ги ограбите сите пари и да нема тоалет, хартија и храна за болници, бе. Не може сите доктори да избегаат бе заради вас. Не може, бе, не може. Ало, ке мора се да ги вратите. Сите. За души умрени, бе, тешко да ги вратите. Ама правда мора да има. Да ви ги запоебам тие 2500 евра апанажа. Кретени едни. Селјачки.